Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Националните и културните бариери, религиозното или било кој друг вид на непочитување може да се надминат само ако луѓето со различна вероисповед се среќаваат редовно, споделуваат искуства и создаваат култура на почитување еден кон друг. Многу често религиите разединуваат, но предизвикот денес во сите наши различности е да се свртиме кон почетокот и да покажеме дека Бог е љубов кој обединува. Им порача на учесниците на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог во Охрид Вилма Трајковска, сопруга на покојниот претседател Борис Трајковски, иницијаторот и домаќин на регионалниот форум Диалог меѓу цивилизациите во 2003 година во Охрид, чие логично продолжение се токму двете светски конференции за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Мојата порака, нагласи Трајковска, е секогаш да се држиме до принципите на Божјата љубов, која ќе ни помогне да се прифатиме еден со друг. Да го прифатиме правото да бидеме различни, обезбедувајќи цврста основа врз која ќе се гради отворен диалог, искрена комуникација и меѓусебна доверба. Нека сите ја практикуваме оваа љубов во нашите животи, за да донесеме промени и благослов на нашите нации. Во изминативе неколку години сведоци сме на промени во нашите нации. Во некои случаи се чини дека сме достигнале висок степен на прифаќањето еден со друг, како што нашите држави се развиваат во новото демографско реструктурирање кое ни ја наметнува глобализацијата. Од друга страна, сме поттикнати да размислуваме дали истите предизвици постојат, како да ги споиме или сближиме културите и подкултурите, различните вредности во различните системи и општествени структури, како и ако останат несоединети, можат да не воведат во хаос и нерешени конфликти. Сакам да наведам овде неколку работи кои може да ни помогнат, и тоа како прво. Комуникација. Комуникацијата денеска е најупотребуваниот збор кој многу често го наоѓаме и во нашите речниците. Тоа е процес на пренесување на информација од еден на друг, или подобро речено двонасочен процес во кој постои размена на прогрес на мисли, чувства и идеи или енергија насочена кон заеднички прифатлива цел или насока. За да имаме диалог, отворен и искрен со меѓусебно почитување на разликите на различните култури и религии, мора да постои комуникацијата. Разбирајќи ја љубовта на еден спрема друг и дозволувајќи нашата хуманост да го определува нашето однесување и нашите дела, тоа е почетна точка за изнаоѓање заедничка основа и постигнување единство. На сите нас ни е позната мајка Тереза, која е една од најголемите херои во практицирањето на една таква љубов. Таа комуницираше на јазик кој ги надмина сите бариери, со вистинскиот јазик на љубовта во дело. Таа нема да биде запаметена со нејзиното политичко или религиско убедување, туку по нејзината вештина да комуницира на начин кој нуди прегратка наместо отфрлање. Една нејзина мисла вели: во овој живот ние не можеме да правиме големи работи, она што можеме да го направиме е да правиме мали работи, но со голема љубов. Второ, толеранција. Толеранцијата е исто суштинска за заедничкото живење во нашите општества. Ова беше пасија или страст на мојот сопруг Борис и тоа му даде рамка на неговото лидерство. Толеранцијата е како една двонасочна улица, тие што примаат мора и да даваат. Меѓутоа, во таа рамка суштинско е да се грижиме еден за друг, за да живееме заеднички. Да се сетиме само на основата на нашата демократска слобода. Таа е заснована врз принципи кои се вечни. Тоа се принципите на учењето на Исус од Назарет. Сакај го Бога со сето свое срце и со сета своја душа и ближниот како самиот себе си. Без разлика на нашата вероисповед, ние можеме да пронајдеме мост или начин за нашето славење и признавање на Бога и на неговата љубов. Императив е на вас, вие како религиозни водачи, да му покажете на светот како Бог може да обединува во сред поделеност,
Како во неговата љубов можеме да се грижиме за нашите непријатели? Како можеме да бидеме ојачани да ги одржуваме вредностите за да создаваме мир, доколку му даваме признание на Бога? Мојот покоен сопруг Борис беше исклучителна личност. Неговите намери беа да ги исполни зборовите на Исус. Сакај ги непријателите своји, моли се за тие што те прогонуваат. Тој размислуваше како и Махатма Ганди кој еднаш бил прашан: како успеваш да ги сакаш твоите непријатели? Тој одговорил: што се однесува до мене, јас немам непријатели. Така размислуваше и Борис. Наместо да прави стратегија како да се бори со непријателот, тој размислуваше како да им покаже љубов на тие луѓе, така наречени непријатели. И последно, довербата. Довербата е многу повеќе од човечкото достоинство и почит. За еден континуиран диалог не се потребни само добри изјави, за добри намери. На долг рок потребна е доверба или со други зборови верба. За градење доверба потребно е време и искуство на меѓусебна љубов, солидарност и лојалност. За градење љубов потребна е и пожртвуваност. Довербата се гради на сите нивоа на општественото живење. Многу обичаено тоа започнува уште во семејствата. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Охридската конференција според уверувањето на представникот на Комитетот на министри на Советот на Европа Гуидо Белати Чеколи ќе придонесе за засилување на меѓусебната соработка и за воспоставување на културниот диалог, при тоа цитирајќи ја Белата книга на Советот на Европа во која се истакнува: да живееме заедно во еден контекст во кој се зголемуваат културните разлики и паралелно да ги почитуваме правата на луѓето, представува важен предизвик за нашето време и тој предизвик ќе остане во текот на годините што следуваат. La dimension religieuse du dialogue interculturel constitue depuis plusieurs années maintenant un vecteur important de l'action du Conseil de l'Europe. Религиозната димензија на меѓукултурниот диалог веќе подолго време представува важен елемент на сите акции што ги презема Советот на Европа. Третиот самит на шефови на држави и влади што се одржа во Варшава во мај 2005 година беше важна етапа во односот на меѓурелигискиот и меѓуцивилизацијскиот диалог во Европа. Шефовите на држави и влади го повторија нивното залагање за уважување на меѓучовечките принципи и целото тоа да се вклучи во сите меѓучовечки и меѓукултурни диалози во Европа. Во 2005 година, со декларацијата од ФАРЕ на министрите за култура на Европа, нашата организација направи рекапитулација и издаде Бела книга во врска со меѓукултурниот диалог. На тој начин успеа да го збогати своето наследство во таа област. Белата книга денес представува дело кон кое сите се осврнуваат и нишка водителка за промоција на меѓукултурниот диалог, вклучувајќи ја и неговата меѓурелигиска димензија. Размислувањата во таа смисла не натераа да станеме посвесни за значењето на религиозната димензија на меѓукултурниот диалог и во таа смисла ни објаснува што представува сушност таа. Во времето на претседателството на Сан Марино во Советот на Европа беше инициран форум на размена на представниците на земите членки и наблюдувачите на Советот на Европа, како и на представниците на религиите што се застапени во Европа, но исто така и на други учесници од граѓанското општество, меѓу кои имаше и представници од сите вери. Министрите за култура, преку таа средба, можеа да ги промовираат и да ги уважат основните вредности на Советот на Европа, правата на човекот, демократијата и владењето на правото, со цел да се потикне во европското општество заемна доверба, како и толеранцијата и заемната почит. Средбата се заснуваше на учество на представници на Советот на Европа.
поточно на нивната желба да започнат диалог во кој ќе се вклучат и други учесници во еден отворен и транспарентен диалог. Првата и втората средба, одржани во 2008 и во 2009 година, го нагласија религиското образование и овозможија да се отвори диалог на паневропско ниво меѓу представници на религиските заедници и на граѓанското општество во врска со принципот на тоа образование, неговите проблеми и предности, како начин со кој се збогатуваат нашите сознанија. Во рамките на тој состанок, успеавме да воспоставиме врски и мрежа меѓу представниците, што овозможуваат понатамошно ширење на вредностите за кои се застапува Советот на Европа. Тоа представуваше ново искуство, додаде дополнителна вредност на работата на Советот на Европа. Иако религиското образование, односно темите кои се однесуваат на него, се далеку од тоа да бидат исцрпени, се трудиме средбата што ќе организираме во 2010 година да ја посветиме на улогата на медиумите во промоцијата на меѓукултурниот диалог, толеранцијата и заемното разбирање, како и на слободата на изразување на медиумите. Имам задоволство да ви соопштам дека оваа нова средба ќе се одржи овде, во Охрид, на 13 и 14 септември оваа година, во рамките на председавањето на Македонија во Комитетот на министри. Со ова искуство, ние би сакале да научиме повеќе во врска со една тема што е суштинска за организацијата што ја представувам, и би сакал да ви кажам дека верувам во потенцијалот на оваа конференција, како и во потенцијалот на оваа конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Сакам да го пофалам залагањето на владата за продолжување на оваа иницијатива која почна во 2007 година, чија цел е да го охрабри и зацврсти мировниот диалог меѓу верите и народите, истакна координаторот на Обединетите нации и представник на УНДП во Република Македонија Деирдре Бојд, истакнувајќи дека филозофијата на Охридската конференција е насочена кон суштината на мисијата на Обединетите нации за толеранција и меѓусебна почит. This mission comes from the body of international human rights instruments, from the Universal Declaration of Human Rights. Мисијата потекнува од Меѓународната организација за човекови права, Универзалната декларација за човековите права, а пред се од повелбата на Обединетите нации. Во таа повелба, ние, земјите членки на Обединетите нации, се обврзавме на толеранција и мирен соживот со нашите соседи. Земјите членки на Обединетите нации исто така ја истакнаа значајноста на охрабрувањето на глобален диалог меѓу верите и народите, кога ја прифатија иницијативата на Шпанија и Турција за основање на сојуз на цивилизации, чија цел е промовирање на меѓукултурните односи. Меѓукултурниот диалог треба да го подобри меѓусебното разбирање, да ја вреднува разноликоста и пред се да открие што делиме. Мора да ја нагласиме важноста на меѓукултурниот диалог во обидот да се спречи мешањето на културата меѓу факторите за почнување конфликт. Потребна е практична акција, која ќе направи промена во животот на луѓето, во животот на мажите и на жените, и која ќе влијае врз нивните ставови. Токму затоа, со задоволство ќе упатам пофалби до владата која продолжи да презема практична акција за промовирање на меѓукултурното разбирање. Лани, специјалниот известувач за верска слобода и вероисповед на Обединетите нации ја посети земјата. Во незиниот извештај таа нагласи дека сите земји располагале со неколку средства во борбата против верската нетолеранција, како на пример создавање простор за диалог, охрабрување на јавните личности да ги осудат сите чинови на нетолеранција и обезбедување квалитетно образование насочено против нетолеранцијата и предрасудите. Во извештајот беше нагласена и важноста на владењето на законите во сите земји
и функционирањето на демократските институции, што се предуслови за ефикасен диалог и разбирање. Во овој контекст, Обединетите нации неодамна почнаа програма за поддршка на владата, со која би се зголемиле националните капацитети за продлабочување на процесот на меѓукултурен диалог во оваа земја на повеќе култури и религии. На крајот би сакала да цитирам зборови на Махатма Ганди, чиј дух ги надминуваше сите религии. Ганди еднаш кажа: разликите меѓу она што го правиме и она за што сме способни да го направиме се доволни за решавањето на сите проблеми во светот. Верувам дека нашите излагања овде ќе помогнат во премостувањето на тој јаз, односно на јазот меѓу нашите дејствувања и нашите способности. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Поради почит и довербата што ја даваат, верските лидери и лидерите на заедниците имаат голема моќ да влијат позитивно врз меѓусебното разбирање на различните групи во општеството и нивниот придонес за мирен соживот. Истакнува во својата порака до учесниците на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова. Во пораката што на собирате прочита директорот на регионалното биро на УНЕСКО во Венеција, Енгелберт Руос, се истакнува дека Охридската конференција е охрабрувачки чекор за сите кои сакаат да постигнат поголема почит и разбирање меѓу религиите и културите за да има мир во светот. I regret very much that I'm unable to be with you today. Многу ми е жал што денеска не сум со вас. Темите за кои ќе дискутирате се од голема важност за УНЕСКО, како и за меѓународните односи на Обединетите нации, чија главна агенција е токму УНЕСКО. Многу водечки личности со различно потекло се собраа за да најдат заедничко решение и цел. Ова е охрабрувачки чекор за сите нас кои сакаме да постигнеме поголема почит и разбирање меѓу религиите и културите, за да има мир во светот. Ви благодарам што денеска давате прекрасен пример. Глобализацијата не сближи сите нас уште повеќе во декадата на диалог меѓу новите цивилизации на Обединетите нации, а декадата на мировната култура привршува. Така што е важно да не дозволиме религиите и културите да бидат претворени во фактори за конфликт и поделба. Меѓукултурниот диалог го зацврстува меѓусебното разбирање на разликите, позитивните страни и заедничките проблеми. Од сегашен аспект, потребен е само мал чекор за да сватиме дека светот со различни религии и култури може многу да го збогати нашиот живот. Образованието може да направи решавачки придонес, пренесувајќи ја токму оваа порака не само во училниците, туку и во заедниците и верските објекти. Поради почита и довербата што ја даваат верските лидери и лидерите на заедниците, имаат голема моќ да влијаат позитивно врз меѓусебното разбирање на различните групи во општеството и нивниот придонес за мирен соживот. Во регионите, како што Југоисточна Европа, кои се мозаици од народи и култури и вери, таквото водство, особено за младите луѓе, е од суштинска важност. Историјата можеби премногу го отежнува овој процес, бидејќи болните настани од далечното или од блиското минато создаваат негативни чувства.
Иако е тешко недоразбирањето да се претвори во разбирање или недовербата во доверба, ние мораме да се обидеме ако сакаме нашите општества да бидат побезбедни и помирни. Зголемениот број на конференции на високи представници за диалог меѓу религиите и културите, кои се одржаа во последните неколку години, се доказ за се поголемите амбиции на младите заедници во врска со мирниот соживот и поголемото меѓусебно разбирање. Со нашите дејности и програми во светот, ние во УНЕСКО се обидуваме да ги зближиме лидерите на религиите и на заедниците. Лани, по мојата инаугурација за генерален директор, ја создадов панел за мир и диалог меѓу младите култури, што ќе му помогне на УНЕСКО во истражувањето нови начини за постигнување поголемо меѓусебно разбирање. Исто така УНЕСКО сака на обичната жена, на младите луѓе и на сите други, чиј глас често не се слуша, да им даде можност да ги споделат нивните идеи за овие важни теми. Благодарение на Милениумскиот фонд за постигнување на целта, добиен со несебичната подршка на владата на Шпанија, Обединетите нации можат уште повеќе да ги поддржат проектите за зацврстување на диалогот, како што е подобрувањето на културното разбирање во Босна и Херцеговина, или уште поблиску, зголемувањето на диалогот и соработката во мултиетничката заедница, на кои со задоволство соработувавме со македонската влада, УНДП и УНИЦЕФ, предводени од нашиот координатор во регионот. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Културните и уметничките вредности не се локални и национални, туку универзални, без оглед на тоа кој, каде и кога ги создал. Секоја локална и национална култура е значајна и голема онолку колку што се надраснува самата себе си и станува дел на општата култура на човештвото и колку комуницира со другите, смета министерот за култура на Република Црна Бранислав Миќуновиќ. Истакнувајќи дека сите народи и држави на Западен Балкан и покрај сите разлики имаат заедничка цел – интеграција во Европската Унија, тој нагласува дека она што обедини 27 држави на Европа не е само Лисабонскиот договор, ниту заедничкиот економски и политички интерес, туку заедничкиот систем на вредности, чија основа се грчката и римската култура и етичките и духовните вредности на монотеистичките религии. Sve religije, mitologije i kulture posjeduju sjećanje na prvobitno stanje mira i pravde, zemaljski raj. Сите религии, митологии и култури поседуваат сеќавање на првобитната состојба на мир и правда, земски рај, кога луѓето живееа во хармонија со себе, меѓу себе, со природата и со Господ. Потоа почнува историјата, која е одбележана со траумата на загубениот рај, која меѓутоа кај сите монотеистички религии завршува со есхатолошка визија на повторно воспоставениот рај. Историското искуство е трауматично, одбележано со кризи, судири, војни, но со надеж која се храни со верата дека човештвото има иднина и дека човекот е во состојба да ја употреби слободата, да го креира прогресот и повторно да ја воспоставува изгубената рамнотежа. Историјата на човештвото започнува дури со раѓањето на религијата и на културата. Најголемиот дел на светското културно и уметничко наследство има религиозна содржина и инспирација. И на културата, и на религијата има заедничка потрагата по изгубениот рај, обид за воспоставување на нарушената хармонија, свет базиран врз вистината, правдата, убавината и мирот кој живее во архетипски, колективно, несвесно и свесно. Верската и културната цел не е само објаснување на суштината на човекот и на светот, туку и нивно постојано преобразување и вообликување според поставените идеали и етичките принципи. Поврзувајќи не со Создателот на светот и на луѓето,
Религиите имаат универзален карактер и човештвото е братство на луѓе кое има заеднички татко. Браќата мораат да живеат во мир и секое ширење на омразата и на нетолеранцијата е предавство на основните вредности на монотеистичките религии. Исто така и културата по дефиниција е универзална. Незините суштински вредности ги надраснуваат ограничувањата на просторот и времето, така што секој обид за затворање и изолација води кон атрофија и е спротивен на незината суштина. Културните и уметничките вредности не се локални и национални, туку универзални, без оглед на тоа кој, каде и кога создал. Значи, секоја локална и национална култура е значајна и голема онолку колку што се надраснува самата себе си и станува дел од општата култура на човештвото и колку комуницира со другите. Се разбира, историјата е полна со травматични и трагични искуства, судири и на народите и на државите кои им припаѓале на разни култури и религии, но причините за судирите всушност не беа темелните верски и културни вредности, туку ќе се согласиме нивната злоупотреба и манипулација. Чувството на страф и изолација, кои ги раѓаат колективните паранои и ширењето на уверувањето дека се непријатели сите кои имаат поинакви обичаи, навики, системи на вредности и вера, раѓаат агресивност и создаваат почва за манипулаторите кои генерираат конфликти. Како што вели Блез Паскал, несреќата на луѓето произлегува само од една работа, од неспособноста да се биде во мир во една соба. Имаше секогаш интелектуалци и верски лидери кои се ставаа во служба на таквите проекти, предавајќи ја на тој начин својата мисија. Тие се лажни пророци на кои предупредува Библијата, волци во јагнешка кожа. Тие се како сирени во Хомеровата Одисеја, кои со своето пеење ги заведуваат луѓето и ги водат во смрт. За да го види сонцето, окото мора да биде сончево, вели Плотин. Светот почива врз идеите и етичките принципи чиј темел го воспоставува религијата, а кои културното творештво ни го прават блиско и видливо. Политиката и економијата се нивна надградба. Сите народи и држави на Западен Балкан и покрај сите разлики имаат заедничка цел – интеграција во Европската Унија. Балканот, како што вели познатиот балканолог Трајан Стојановиќ, е првата и последната Европа. Она што обедини 27 држави на Европа не е само Лисабонскиот договор, ниту заедничкиот економски и политички интерес, туку заедничкиот систем на вредности, чија основа се грчката и римската култура и етичките и духовните вредности на монотеистичките религии. Помина многу време и динамични настани додека тие вредности не успеа да ги надминат сите меѓусебни разлики и да станат силен кохезиски фактор на разни држави и народи. И ние, кои драматичната историска судбина долго не ставаше на маргините на европскиот развој, можеме и мораме, валоризирајќи ги нашите наследство и вредности, дефинитивно да станеме дел од цивилизацијата, чие најважно достигнување е афирмацијата на мирот и на диалогот во заедница на ентитети. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Диалогот меѓу религиите и меѓу цивилизациите е мощно важен сегмент во развојот на демократијата во светот,
вклучувајќи ја и Република Македонија, вели за Македонското радио, Радио Скопје, македонскиот амбасадор во Соединетите Американски држави Зоран Јолевски, истакнувајќи дека пораките од првата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог во 2007 година во Охрид имале силен позитивен оддек во американската јавност. Овие две конференции на некој начин се продолжување на иницијативата што во 2003 председател Трајковски ја направи, каде што овде исто во Охрид во август месец ги собравме сите председатели од регионот да говориме за диалог меѓу цивилизациите и меѓу религиите. Сега под покровителство на владата на Република Македонија и на Министерството на култура ова иницијатива продолжува и Македонија станува место во светот каде релевантни лица дискутираат за оваа важна тема. Покрај политичари учествуваат лидери на различни религиски групи и религии, меѓутоа и познати интелектуалци и професори. Така да оваа конференција има сите сегменти на еден диалог, еден разговор за една ваква значајна тема. Можам јас од моето лично искуство да ви кажам дека во Америка после првата светска конференција што се одржа пред 2 години, беше испечатено дека во Македонија зборникот на говорите и има голем број наследби со интелектуалци, професори, религиски лидери и тоа што беше заклучено беше сосем многу често потребувано во нивните излагања, во нивните анализи, во нивните дискусии и оваа конференција ќе има и се надевам и во следните неколку години големо значење за развојот на оваа материја која што е можна значајна, бидејќи вашите слушатели го знаат тоа, Соединетите Американски држави ќе се разговара на еден друг концепт на решавање на споровите. Како што председателот Обама го наречува soft концепт. Односно, кога имате одредени вооружени спорови како што е сега во Авганистан, покрај користењето на војните мерки, војните методи, се користат и други методи, така наречени софт методи, развој на диалогот меѓу различните религии, диалогот меѓу различните етнички групи, диалогот меѓу различните фракции и така да во Соединетите Американски држави големо внимание се посветува на ова прашање. Например, еден од главните експерти за како да се реформира учењето на исламската религија во Пакистан е учесник на оваа конференција со цел да сите религии се залагаат за мир, соживот и коегзистенција. Меѓутоа се наоѓа секаде одредени екстремисти кои што ги насочуваат овие религии во некоја друга насока. И од тој аспект во Соединетите Американски држави многу големо внимание придаваат на развој на диалогот, разбирањето на различните религиски групи, различни религии. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Секој верник во Господа, без оглед на верската припадност, христијанин, католик, муслиман или било кој друг е обврзан да ја чува и да ја негува традицијата, културата создадена од предците врз темелите на универзалното верско убедување. Истакнува архиепископот Јарославски и Ростовски на Руската православна црква Кирил за Македонското радио, Радио Скопје. Перманентниот диалог е неопходен, истакнува архиепископот Кирил, нагласувајќи дека мораме да водиме диалог без притисоци, без условувања, диалог на религиите и ако сакате народите, заради заштита на заедничките цивилизацијски вредности. Конференција по межрелигиозному и межкултурному диалогу на сегодня. Конференција како ова за религиозни теми и за врската на религијата со културата е потребна и можна. Пред се затоа што човекот во современиот свет стои исправен пред културни и религиозни предизвици, но и поради тоа што има реална потреба од преоценување на сопствените културни дострели
во соодност со религиозните определби и убедувања во рамките на глобализацијските процеси, што денес се актуелни во светот. Нашата задача како црковни првенци и луѓе верници во Бога е пред се да ја чуваме, заштитуваме и негуваме таа традиција на културен амбиент во кој не воспитале нашите историски корени. Затоа, секој верник во Господа, без оглед на верската припадност, христијанин, католик, муслиман или кој било друг, е пред се обврзан да ја чува и негува традицијата, културата, создадена од предците, врз темелите на универзалното верско убедување. Оттаму јас ја гледам и вистинската вредност на Серелигиската конференција овде во Охрид, кој го сметам, не само јас, за духовен вруток на сите словенски народи. Се надевам дека со помошта на се словенските заштитници, светите Кирил и Методи, и свети Климент и свети Наум Охридски, оваа конференција ќе ја оправда својата смисла да биде во функција на заштитата пред се на народите и нивните земји, од каде што тие дојдоа. Морам да кажам дека секој верник, без оглед на верата која ја исповеда, дали е муслиман, христијанин, католик, будист или друг, овде има широка можност да ги изложи своите ставови и видувања и рамноправно да учествува во општиот диалог. Во целиот тек на конференцијата досега, јас не видов некое остро спротивставување на овие авторитетни верски лидери, кои тука слободно ги изнесуваа своите конкретни видувања за релациите култура, религија и прашањата врзани за овој сооднос. Така било, колку што бев запознат и на други слични собири предходно во регионот. По однос на вашето прашање колку оваа конференција во Охрид може да помогне за развој на теориската мисла и намера за натамошен диалог на културите и религиите во смисла на толеранција и размена на духовни вредности, јас би рекол дека ако една ваква импозантна светска конференција, светска средба на верски лидери, може да ги реши сите отворени прашања и дилеми кои се актуелни во нашата современост, тогаш не би имало потреба од организирање идна средба овде во Охрид. Но за жал или за среќа, не е така. Перманентниот диалог е неопходен. Ние мораме да водиме диалог без притисоци, без условувања, диалог на религиите и, ако сакате, народите, заради заштита на заедничките цивилизацијски вредности. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Охридските конференции силно одекнаа во светската јавност и ја представија Македонија не само како земја во која некогаш се негувала културата или некогаш била колевка на културите, туку и како земја која и денес е сериозен критериум во негувањето на културните вредности и во Европа и во светот, истакнува митрополитот американско-канадски господин Методи за Македонското радио Скопје. Навистина, има луѓе со многу добра волја кои, вели господин Методи, сакаат нешто да направат утрешниот ден да биде не само поразличен од овој, туку и да биде подобар. Исклучително е важно што се одржува континуитетот на одржување, секој почеток е тежок и оваа втора конференција во таа смисла е клучна, што се одржа и го задржа на некој начин нивото на првата конференција, иако можеше да се забележи дека бројот на гостите кои што беа присутни оваа година беше помал од она на првата конференција. Меѓутоа, она што охрабрува навистина е тоа што дојдоа представници од различни религиозни и културни институции кои што веќе беа на првата конференција, што значи стекнавме добри пријатели, а потоа исто така и нови луѓе кои што донесоа и внесоа нов дух на конференцијата. Се разбира, квантитетот не значи квалитет, така што иако бројот на учесниците беше помал, сепак тоа не значи дека пак и диалогот и разговорите и
стручноста и компетентноста на луѓето кои што беа присутни е помало отколку она на првата. Се разбира, клучно е да се задржи овој континуитет и веројатно третата и четвртата ќе бидат исто така многу важни, внимавајќи на она што беше аномалија или можеби пропуст на оваа ќе биде добра школа за она што ќе се случува понатаму во оваа конференција. Меѓутоа, искрени честитки и благодарност до организаторот кој што успеа да го одржи нивото и се надевам ќе успее да го одржува нивото, бидејќи оваа конференција и она првата се разбира силно одекна во светската јавност и ја представија Македонија не само како земја во која што некогаш се негувала културата или некогаш била колевка на културите, туку и земја која што и денеска е сериозен критериум во негување на културните вредности и во Европа и во светот. Секој диалог е важен и секој изговорен збор има важност. Тоа е збор кој што одекнува можеби во празниот простор, така изгледа на почетокот, меѓутоа ние не знаеме каде сето збор ќе дојде. Во таа смисла многу е важно и за луѓето кои што ќе разберат за оваа конференција, која што добива свој континуитет и своја историја, е дека навистина има луѓе со многу добра волја кои што сакаат нешто да направат, утрешниот ден да биде не само поразличен од овој, туку и да биде подобар. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Сите ние кои учествувавме на Охридската конференција имаме и обврска од сега па се до третата светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог во 2013 година, исто така во Охрид, и практично да докажеме дека сме за соработка меѓу религиите и културите и да го развиеме диалогот, истакнува за Македонското радио Радио Скопје генералниот секретар на Исламската верска заедница во Република Македонија Африм Таири, нагласувајќи дека потребата од диалог во регионот па и во светот е многу голема. Веќе можеме да констатираме дека таа конференција ќе треба да биде традиционална, да се одржува понатака и да докажеме дека и тука кај нас знат да се случуваат и вакви добри, убави работи, од кои можеме да учиме ние прво тука како домаќини на ова светска конференција, исто така и сите другите кои доаѓаат, присуствуваат, односно се активни на ова конференција и на секаде каде што ќе се слуша гласот на конференцијата, односно декларацијата која е донесена како резултат на сите тие теми, разговори и така натака. Сметаме дека конференцијата е доста успешна и така да посебно ме радува фактот дека од декларацијата имаме една точка каде што, односно точка 3, каде што се вели дека се обврзуваме дека ќе развиеме меѓуцивилизацијски и меѓурелигиски диалог преку градење и јакнење на меѓусебни размени и ширење добри практики, особено во рамките на нашите собствени заедници. На некој друг начин, сите ние кои учествувавме и сме биле учесници на таа конференција, имаме и обврска од сега па се до третата светска конференција да работиме во таа насока и тие препораки што се дадени на декларацијата да и практично докажуваме дека сме за соработка и да го развиеме диалогот. Тоа значи дека има диалог, но секогаш има потреба за повеќе да се вложува труд и за да имаме што подобри резултати, а потребата во светот во целина, ба и во регионот е доста голема. Охрид е едно место, свето место, од каде произлегуваат добри нешта и може од тоа да имат придобивка сите народи и без оглед на тоа на која вера или нација или цивилизација и припаѓат. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Македонија денеска пред Европа и пред целиот свет го докажа лидерството во однос на религиските прашања. Вели за Македонското радио Радио Скопје Хаджибаба Едмонд Брахинај,
представник на светската столица на бекташиите и прв човек на бекташиската заедница во Република Македонија. Нагласувајќи дека Охридската конференција ќе биде од голема помош, бидејќи учесниците од неја ќе го понесат она што е најдобро да го применат во своите земји, тој смета дека и Македонија, која е мултинационална, мултикултурна и мултиконфесионална, има што да му понуди на светот и истовремено да земе нешто од светот. Конференца per диалог дерфетар дер цивилизивит. Светската конференција што се одржа во Охрид, во Македонија, е значајна затоа што на ваквите средби луѓето од разни религии се среќаваат, при што разменуваат мислења за нивните религии, за нивните верувања, за други прашања, за постигнатите резултати. Македонија денес, пред Европа и пред целиот свет, го докажа лидерството во однос на религиските прашања. Инаку, бекташиството на оваа конференција се представи само како фигура. Односно, јас со мојата одора се представив пред светот дека и ние постоиме, како и сите други религии. Но во разговорите со повеќето присутни представници од разните религии, јас ги запознав со бекташиството дека е вера од исламска вероисповед, дека тоа е вера која ги почитува сите луѓе без оглед на нивната религиска, регионална или идеолошка припадност, вера во која жената е рамноправна со мажот, вера која го почитува знаењето, вера која ги почитува толеранцијата, транспарентноста. Тоа е вера која преживува со своји сопствени средства, а нашиот, така да кажам, свештеник не добива паричен надомест. Ова е тоа што им го пренесов на моите соговорници на оваа конференција. А пак проблемите што ги имаме дома со македонската држава остануваат дома. Не треба да ги изнесуваме надвор. Ние ќе се обидеме овие проблеми да ги решаваме тук, дома, со владата, со нашите браќа, со нашите пријатели, со цел и проблемот со бекташиството да се реши, како и сите други религиозни прашања. Бекташиството како посебна заедница е формирано пред 800 години од Хаџи Бекташ Велију во близина на Анкара во Турција, додека бекташиската заедница масовно е проширена во Албанија. Во 1924 година, по револуцијата во Турција предводена од Кемал Ататурк, светскиот центар се преселува во Тирана. Како што реков и претходно, бекташиската заедница е отворена заедница. Ги почитуваме луѓето, ја почитуваме љубовта меѓу луѓето, братството, им помагаме на сиромашните. Таа е цивилизирана заедница во која жените и мажите се рамноправни, се молат на исто молитвено место, а во Македонија постоиме веќе 500 години, зашто најдобро зборува објектот Арабати Баба Теке во Тетово. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Охридската конференција веќе е покренувач на диалогот меѓу различните групи кои се идентификуваат и по својата верска припадност, вели за Македонското радио, Радио Скопје, професорот на Католичкиот богословен факултет на Загребското свеучилиште и редовник кармеличанин Дарио Токич, кој истакнува дека конференцијата докажува оти постои можност да се седне на маса и секој да биде свој, а да не се плаши од другиот, туку да се гордее со своето, а со тоа другиот да не се чувствува загрозен и секој да доживее уважување и почитување од другата страна. Мои су утеси јако позитивни. Видите тако едно разнолико мноштво људи. Моите впечатоци се многу позитивни. Да видите едно такво разнолико мноштво луѓе на едно место, собрани сите во добра волја и во желба да разговарат за благодет на сите луѓе, тоа е нешто прекрасно.
Мислам дека ова е многу добар потик, бидејќи некако полесно е да се состанеш кога сме вака сите заедно и ние можеби понекогаш имаме некои проблеми, наши локални, местни и меѓу лицата. Па кога ќе се најдеме заедно, и тогаш ни е полесно да воспоставиме контакти подоцна, што инаку порано беше потешко. Затоа мислам дека е многу значаен придонесот што можеме да се најдеме со другите и што би не охрабрило, бидејќи веќе луѓето ги познаваме, за решавање на нашите конкретни проблеми, кога ќе ги решаваме утре на локално ниво. Во делот во кој се говори за тоа како религијата би можела да придонесе кон промена во општеството, јас имав излагање за Библијата. Како Библијата би можела да се употреби да придонесе кон подобрување на општеството. Во Библијата има работи кои се типични за верските заедници, за христијанството и за еврејството, но има и содржини. Тоа е искуство на луѓето низ неколку илјади години, кои вредат за сите луѓе. Значи, вредностите на пријателството, вредностите на правдата и праведноста. Тие работи ги поделив на два дела. Оние што сметаат дека Библијата е света книга, прво би требало подобро да ја научат, да знаат што пишува во неа, што Бог по неа порачува, да се научи, да се засака и тоа да се обиде да се живее. Тогаш, веќе кога тоа би го правеле и 1/3 од човештвото, светот би бил многу подобар. А од друга страна, оние 2/3 од човештвото, кои тоа не го знаат, би им требало да им се помогне, да ја запознаат Библијата, токму во тоа едно општество и човечко општо искуство, во тие вредности кои можат да ги препознаат и тие да ги живеат во својот живот, но може би ги занемариле, заборавиле или може би изгубиле мотивација, изгубиле волја. Еве, на тоа поле би требало многу повеќе да се поработи и можеме да се здружиме, да се соработува меѓу различни верски заедници кои ја почитуваат Библијата, да пронајдеме како всушност да ги воодушевиме луѓето за тие некои општи човечки вредности, за кои уште како имаме присутни примери во Библијата. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Охридската меѓурелигијска конференција е многу добра иницијатива на македонската влада, бидејќи на неа учествуваат делегации речиси од сите краишта на светот и е добра можност да се запознаеме меѓу себе и да ги согледаме на тамошните можности за меѓусебна соработка, вели за македонското радио, Радио Скопје, главниот косовски муфтија Наим Трнава, според кого конференцијата е вистинско место за размена на искуства и за упатување пораки до луѓето од целиот свет, да ги почитуваат меѓусебните вредности. Ова е втор пат како учествувам на оваа светска конференција на религии, конференција посветена на меѓуконфесионалниот и меѓукултурниот диалог. Тоа е многу добра иницијатива на владата на Македонија, бидејќи тука учествуваат делегации и речиси од сите краишта на светот. Ова е добра можност да се запознаеме меѓу себе и исто така да ги согледаме на тамошните можности за меѓусебна соработка. Истовремено, конференцијата е вистинското место за размена на искуствата што ги имаме тука, во нашиот регион, но и пошироко во светот, како и да влијаеме врз луѓето во целиот свет да ги почитуваат меѓусебните вредности, да се почитуваат религиите, а пак преку едно такво почитување луѓето се доближуваат меѓу себе, со цел да ги елиминираат сите негативни појави кои се присутни во општеството. Верувам дека на крајот на оваа конференција ќе произлезе заедничка декларација на сите учесници кои се присутни тука
и дека преку декларацијата ќе се повикаат сите луѓе со добра волја од целиот свет, а посебно луѓето од нашиот регион, да си подадат рака за меѓусебна соработка, да бидат во состојба да придонесат зашто подобра иднина на новите генерации и наши деца, кои многу очекуваат од нас, и наедно да ги заборават сите досегашни војни кои не беа посакувани од нас, војни кои оставија големи последици. Значи, да им овозможиме на нашите деца подобра иднина, да имаат целосна слобода, целосна хармонија меѓу себе, почитувајќи ги меѓусебните религии, култури, радости. Имаме извонредна соработка со сите религии на Косово. Имаме добра соработка и со католичката и со православната црква на Косово. Имаме постојани средби при што разменуваме мислења во однос на разни прашања, а пред се во врска со толеранцијата, мирот и унапредувањето на процесите на Косово, а со една единствена цел да влијаеме за доброто на сите, а посебно на српското малцинство, на православното население на Косово, и тие уште повеќе да соработуваат со нас, значи да го дадат нивниот придонес заради создавање подобра клима за сите што живеат на Косово. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Македонија во регионот е земја со единствена позиција, земја која огледало на мултиетничноста и мултикултурата, истакнува германската амбасадорка во Република Македонија Урлике Кноц за Македонското радио, Радио Скопје. Охридскиот договор, оценува таа, е добар систем за уредување на соживотот на различните етнитети. Македонија може да се гордее со она што го има, а тоа е толеранцијата меѓу религиозните заедници. Mein erster Eindruck ist, dass diese Konferenz für Mazedonien eine sehr gute... Мојот прв впечаток е дека оваа конференција представува многу добра можност за Македонија интернационално да се презентира како земја со мултиетнички и мултирелигиозен карактер. Македонија во регионот има една единствена позиција. Таа има многу добар систем за уредување на соживотот на различните ентитети со помош на Охридскиот договор и на оваа конференција мислам дека токму овој карактер на Македонија ќе биде зацврстен или барем пред светската јавност ќе биде понагласено представен. Темата за диалогот меѓу културите и религиите е многу актуелна од пред неколку години. Се потсетуваме на тоа дека токму по атентатите во Њу Јорк 2001, оваа тема се искачи на врвот од меѓународната агенда. Во меѓувреме, веќе има низа меѓународни организации кои се занимаваат со оваа тема, но се уште не е направено доволно и јас сметам дека оваа конференција, на која учествуваат представници на многу религиозни заедници, исто така ќе даде свој придонес кон тоа. Мојот впечаток е дека во Република Македонија владее толеранција меѓу религиозните заедници и тоа е нешто на кое македонското општество може да се гордее. Кога овде има конфликти и напнатост, тогаш тие не се од религиозна природа, туку се предизвикани од неразјаснети прашања или пак од предизвиците што ги носи со животот на различните ентитети, но не од соживотот на религиите. Сметам дека религиозните заедници имаат многу добар соживот. Ова беше вториот дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите, посветена на втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Аудио дизајн Бесим Кека. Синхронизација Искра Чоловиќ. Автори на емисијата Свето Стаменов, Билјана Таневска-Спировска
и Лазо Билбиловски.